6 од настраданите од кочани кои се наоѓаат на лекување во странство во текот на идната недела ќе бидат вратени во Македонија, каде ќе го продолжат лекувањето и рехабилитацијата, информираше министерот за здравство Арбен Таравари, кој при тоа рече дека бројката не е конечна. Од кај имаме исписи? Италија еден испис се планира, од Шпанија се планираат 2 исписа, од Шведска еден испис, и од Австрија 2 исписа. Овие се планирани, меѓутоа не е дефинитивно. Од 115 повредени кои се лекуваат во другите држави, во моментов во многу критична состојба се 6 пациенти. Да се надеваме дека таа бројка нема да се покачи со евентуални компликации кај другите пациенти. Некои од пациентите веќе планираме идната недела да се враќаат. Тоа се, барем до сега по информациите што ги добиваме, 5 од вкупно 115 пациенти идната недела ќе се вратат, ќе бидат прифатени прво во клиниките, во 3 болници во Скопје, од кај што е испратен и по тријажа направена ќе се констатира дали ќе треба да стојат, да седат уште во болница или можеме да ги пуштиме веднаш дома. По тешките пациенти што се 2 се во Љубљана во клинички центар и 4 пациенти во Војно-медицинската академија во Белград. Тие пациенти кои што во моментот се најтешки. Пациентите кои ќе се враќаат ќе бидат прифатени во болниците од каде се упатени на лекување во странство, а потоа според проценката на лекарите прераспределени по другите клиники и болници. За оние за кои ќе треба подолготрајна рехабилитација, како што информираше Таравари, се размислува да бидат испратени и во другите градови или во некој центар кој што не е искористен, за да можат да се направат екипи кои ќе можат да ги третираат подолгорочно. Таравари информираше дека освен лекарските тимови од Израел и од Чешка кои се во земјава за да ги третираат настраданите во пожарот, подготвени се тимови од Англија кои според потребите на македонските здравствени власти би дошле за да помогнат околу нивната рехабилитација. Освен враќањето на дел од оние кои се во странство, на домашно лекување ќе заминат и дел од настраданите кои се лекуваат на клиниките и болниците во земјава. Таравари информираше дека најмалку 5 в понеделник ќе бидат пуштени на домашно лекување. Сепак, точната бројка колку од нив ќе заминат дома ќе се знае в понеделник. Пред пресот на министерот за здравство, пресконференција одржи министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски, кој информираше дека денеска ќе се одржи координативен состанок на кој ќе се утврдат чекорите и мерките за репатријација, односно враќањето на настраданите кои се лекуваат во странство. Во моментов вкупно 116 пациенти се лекуваат во 14 европски држави. Разликата во бројката која денеска ја соопштија Муцунски и Таравари, 116, односно 115, кои се лекуваат во странство, ја појасни директорот на Фондот за здравствено осигурување. 115. Мислам дека има една пациентка што самата се појавила во Бугарија и не е вентилана во Македонија. Тука може да е разлика. Може би да, може би некој што отишол, а не или странски државјани, не знам точно. Муцунски инаку информираше дека за 38 од пациентите кои се лекуваат во странство, здравствената грижа е обезбедена преку механизмот за цивилна заштита на Европската унија, кој владата го активирала веднаш по несреќата, додека останатите пациенти се згрижани како директна билатерална помош.